Сакам да го поздравам присуството на опозицијата, кое што е клучно за медиумските реформи. Јас сметам дека за овој дел од реформите во парламентот треба да има надпартиски консензус, затоа што само така ќе покажеме посветеност дека навистина ние сакаме да имаме слободни, демократски, професионални медиуми, а не да се надгласува. Бидејќи така не можеме да изградиме демократски медиумски систем со надгласување. Сакам да ги охрабрам конструктивно да се вклучат во расправата и да го помогнат процесот. Ние како ЗНМ имаме две клучни забелешки. Првата е да се појасни во законот дали на номинаторите за членови во програмски совет и во советот на агенцијата им требат една препорака или две. Во законот тоа е нејасно. Второто е дали теоретски од една групација на организации кои имаат право да дадат поддршки може да се изберат сите членови на програмски совет на МРТ или советот на агенцијата. Тоа навистина не е јасно и молам тоа да се појасни. Главната суштинска забелешка на ЗНМ е околу македонската радиотелевизија. Советот на Европа препорачува две предуслови за ако сакаме да имаме слободен, независен и професионален јавен сервис. Политичка независност и финансиска независност. Во делот на предлагање на членовите мислам дека има добар систем, меѓутоа во делот на финансирањето ние сме убедени дека македонската радиотелевизија со овие средства кои што се предвидени во законот не само што нема да може да ги исполни новите обврски кои што стојат во законот, отварање на два телевизиски канали на албански и на јазикот на националностите и на нов канал 24 часа на албански јазик, туку нема да може да ги финансира и да ги поддржи програмите кои што сега се како обврска на македонската радиотелевизија. Замислете, во 2016 година македонската телевизија има околу 20 милиони евра, сега ова година ако се усвои овој закон ќе има 15 милиони евра, што значи 5 милиони евра помалку. Кажете ми, ова математика ја не можам да ја разберам. Како со помалку пари може да направиме подобар и поквалитетен јавен сервис? Прашањето не треба да биде дали владата има пари или нема пари. Прашањето е дали има политичка волја да се зајакне јавниот сервис и да имаме квалитетен јавен сервис. Не заборавите дека во македонската радиотелевизија средната старосна година на структурата на вработените е 58 години. Ако сакате квалитетна програма, мора да вработите луѓе. Македонската радиотелевизија нема дописничка мрежа. Срамно. Македонија не е само Скопје. Информации треба да се... Граѓаните имаат право да дознаат информација од цела Македонија.